А сега е време за други содржини. Ќе ја поздравам нашата драга колешка Ирина Пепелјуговска-Цветановски, која што е на линк и ќе ни донесе една многу свежа тема. Повторно децата се денеска во центарот на вниманието. Таа ќе разговара со Васка Григоријадис, професор по физичко образование, спорт и култура, за како да имаме активни деца. Иренче, добро утро. Верувам дека имате многу добри информации да ни споделите. Да. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Еве, ова утро ве поздравуваме од центарот на Скопје, поточно од градскиот парк овде во Скопје. Времето е се уште пријатно, свежичко, по некој посетител овде во паркот, пензионери и секако спортисти. Немаме дечиња, меѓутоа ќе зборуваме за она што ти го најави, Сузе, во студиото, ќе зборуваме за активни деца или вежбаме во природа. Ова утро наша и ваша соговорничка е Васка Григоријадис, дипломиран професор по физичко образование, спорт и здравје. Васка, добро утро, благодарам што ја прифати нашата покана. Еве, утринава да се најдеме овде во градскиот парк, убаво свежичко се уште во 8 часот и 30 минути, додека температурите не се уште високи. Поводот за овој разговор, за ова линковско вклучување е дека на 10 и 11 јули ќе се случува активни деца, еден настан, токму овде во градскиот парк, во природа. Па да ни кажете, еве, зашто станува збор. Така, здраво. Пред се благодарам многу што имам можноста да најавам нешто што навистина сметам дека е во дефицит во ова наше општество. А тоа секако се активностите во природа, посебно кај дечиња, например што се во предшколска возраст, нели. Мада и дечињата што се нели во основните училишта. Така што да, станува збор за активности кои што вклучуваат игриви вежби, игри во нели тимски игри, нели и например полигони и такви работи кои што навистина имаат големо влијание врз развојот на децата. Така што наша цел е нели сите тие придобивки кои што ги нуди природата да ги врземе со децата, да ги искористиме, и сметам дека навистина е ова нешто што одамна го сакам да го направам и ете едноставно ми дојде времето за тоа. За прв пат се случува 10 и 11 јуни. За која група, за која возрастна дечиња и која е точно локацијата да знаат родителите и каде да се пријават, бидејќи има се уште слободно, нели, слободни места. Така е. Станува збор за дечиња од 4 до 8 годишна возраст, значи тоа се четврток и петок, започнуваме во 19 часот, локација градски парк во стариот дел. Значи веднаш спроти справите за вежбање. Така што морам да најавам уште една група, бидејќи имав преголема заинтересираност за дечиња од 9 до 12 години. Значи истата локација ќе биде, со нив започнуваме во среда на 16.7, исто така во градски парк, исто во 19 часот. И сега да прашам, ќе се случува само овие денови, значи 10, 11 и на 16, или тоа ќе си трае, да кажам, во зависност од интересот? Да, тоа ќе си трае, значи, константно. Ова можам да го најавам само почетокот на тоа. Така што и во школска, нели, во школска година и вака, например, за распусти, ние сме нели отворени за се закажат термини, отворени сме нели за да помогнеме на дечињата да се развиваат, да растат на еден правилен и здрав начин. Така што нема да еднократно, туку константно ќе си трае. Васка, бидејќи сте професор, дипломиран професор по физичко образование, спорт и здравје, сакам да ве прашам колку се важни овие навики, овие здрави навики за спортување да се стекнат од време, со време, односно, кај дечињата, бидејќи за жал се почесто сме сведоци дека во денешно време со развојот на технологијата децата ни се надвор, меѓутоа за жал немаат толку многу спортски активности, туку се на своите телефони. Колку се важни овие навики да се стекнат од рана возраст? Искрено се многу важни, сите го знаеме тоа. Значи за жал технологијата се повеќе и повеќе ги држи децата дома затворени, значи во затворен простор, а се помалку деца гледам надвор во природа. Така што целта мене ми е да бидат активностите во природа баш од тие причини. Значи тука имаме да искористиме премногу од природата, значи од секакви аспекти. Можам прво да го напоменам физичкиот аспект. Значи тука имаме многу како да кажам придобивки за ете да кажам физички од например моторни способности, како што се например нели координација, например, да. Тоа е многу важно за нели едно дете да може да се движи нели нормално и да се развива како што треба. Исто така го гледаме и социјалниот аспект. Значи тука имаме многу социјални вештини, каде што нели дечињата треба да знаат да другаруваат, например кога ќе му приде другарче треба да знае нели да му се обрати. Исто така развиваме чувство на емпатија.
така што ги гледаме работите и од еколошки аспект, каде што нели детето мора да знае дека треба нели природата да ја чува, нели да не кине од нејза, да не фрла и така натаму. Исто и од психолошки аспект гледано, тука го имаме и когнитивниот систем, кој што навистина е многу важен за едно дете да се развие, а тоа е нели фокусот и концентрацијата на детето. Кога ќе му се обраќаме на детето, нели треба да знае да ни возврати, да го држи фокусот, да не слуша, исто така и многу ќе помогне нели за решавање на секакви проблеми, предизвици со кои што нели ќе се најде понатаму во животот. Како и каде да се пријават сите заинтересирани, бидејќи имаме уште неколку дена до почетокот на овие активности? Значи, слободно можат да се пријават на социјалните мрежи. Ние имаме профил Facebook и Instagram под името Активни деца МК, каде што го имам ставено мојот број, бројот на партнерот. Значи, може слободно и на мене, на пример, или на партнерот на Viber, на WhatsApp, или да ми се јават на телефон, значи отворени сме за контакт во секое време. Добро. Кажавте деца од 4 до 8 години и од втората група од 9 до 12. Ако сакаат некои малце поголеми или помали, или тоа е тоа? Вака, уште, на пример, не сме дошли до тоа сега да размислиме за поголема група, меѓутоа како што ќе биде интересот, нели нормално ќе размислуваме за тоа. Колку деца ви е групата составена? Значи вака, гледаме да бидат негде 10 дечиња во група, затоа што нели сепак со дечиња не може да се работи нели со премногу. Така што за да ти држат фокус, мислам дека е најпаметно 10 дечиња да бидат во група, затоа што ги делиме. Сега доколку на пример има поголема заинтересираност, на пример ќе направиме и повеќе групи, дали ќе ги скратиме се едно, така што многу ми е мило што има навистина голема заинтересираност за ова. Значи вака, за дечиња од 4 до 8 години, тоа ќе биде во време трајање од 45 минути, бидејќи нели држат фокус максимум 15 минути за главна физичка активност, се друго ќе биде нели преку едукација и такви работи за нели да научат и нешто повеќе нели од природата. А за дечиња од 9 до 12 години, са таа група е малку по така големка и нели можат повеќе да држат фокус, така што докажано е дека време трајање на тренингот за таа група на дечиња е од 60 до 75 минути, но ќе траат 60 минути нели за старт, со тоа што за тие дечиња од 9 до 12 годинки ние исто така ќе имаме и активност на водна еднашка месечно обавезно, заради тоа што сметам дека треба малци повеќе едукација. Пред крај на разговорот сакам да прашам што е со оние веќе малку подзаборавени игри кои што се играа во мое време, ластик, школка, одбојка, народна, дали можеби и тие ќе бидат вклучени во овие активности, можеби за поголемите дечиња? Секако дека ќе бидат, затоа што искрено, јас сум од тоа време каде што навистина играв надвор, навистина не знаев што е телефон и навистина ми е целта да ги тргнам децата од тие телефони, например, барем 1 сат во денот и да им докажам колку природата е таа што, например, ни ја дава енергијата и што, не знам, треба да ја користиме почесто. Така што, да, ќе има, например, нешто од тие, меѓутоа повеќе ќе бидат фокус на, полигон, например, вежби за координација, рамнотежа, што е многу важна за едно дете, нели, да се развива како што треба. И, сметам дека ќе помине секако што треба во најдобар. И она што сакам сосема за крај да прашаме колку се важни овде родителите, па и образованието, нели, во училиште, да се стекнат тие здрави навики кај децата за активност, за спортување од мали нозе. Премногу е важно, значи како викаат, децата се слика на родителите. Значи како што е родителот, така и за детето. Родителот ако не е активен, детето нормално дека нема да има навика да биде физички активно. Значи гледано од професорска страна, значи јас сум нели дипломиран професор по физичко образование, сметам дека навистина треба, пуштам некој апел до родителите да размислат дека навистина децата мора да им се движат. Значи тоа е најважното нешто, исто нели за училиштата ќе спомнам, не е целта да се фрли топката во сала за детето нели да трча по нејза, туку веќе кога го правиме тоа, мора нели барем таа топка што ја фрламе да го доведеме детето, да го воведеме, например во некој спорт, дали би било кошарка, одбојка, ракомет или некои едноставни движења кои што навистина ќе треба нели да се користат и за понатамошен развој. И секако да сублимираме на крај за еден добар, здрав имунитет, она што е потребно е здрав сон, здрави навики, односно здрава исхрана и секако спортување. Васка, благодарам што одвоивте време ова утро заедно да бидете со нас и со гледачите на нашата утринска програма. Еве за крај една порака до сите родители, до сите баби и дедовци, донесете ги дечињата на 10 и 11 јули овде во градскиот парк. Има навистина убави интересни активности заедно со Васка и со тимот кој што ќе работат со своите дечиња. Суза, ние ќе се одјавиме овде од градскиот парк. Ако имаш некое дополнително прашање, јас ќе пренесам.
Јас многу ќе ви се заблагодарам, времето толку ни дозволува и за жал не можам да ви поставам дополнително прашање. Верувам дека многу родители ќе има таму и дека и понатаму ќе развиваме и поттикнуваме вакви теми во кои што навистина ќе си обезбедиме здрава младина, деца со насмевки, деца со поглед кон иднината. Ви благодарам многу и те поздравувам и тебе и твојата соговорничка ова утро.